Започнуваме со урбаните вести. Добре дојдовте. Најнапред да ја погледнеме генералната најава. Граѓаните да помогнат да се открие кој фрла отров за кучиња, апелира градоначалникот на општина Центар. Хуманитарен настан за поддршка и социјализација на лица со посебни потреби. Граѓаните на 193 да пријавуваат палење оган на отворено. Најубаво украсен двор ке избира општина Бутел. Центар и Карпош најзагадени денеска во Скопје. Граѓаните на Скопје и понатаму се гушат во загадениот воздух. Денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов промовираше нова мерка против загадувањето. Станува збор за можност за пријавување на запален оган на отворено, со што би се спречило дополнително загадување на воздухот. Од денеска сите граѓани на Скопје на телефонскиот број 193, кој ќе биде достапен 24 часа, ќе можат да пријават доколку некој пали оган на отворено. За да се справи со проблемот со горење пластики, гуми, неквалитетни дрва на отворено, што како што рече градоначалникот на град Скопје влијае на загадувањето на воздухот, формирани се тимови од представници на градот, Министерството за труд и социјална политика, МВР, противпожарната бригада, Црвениот крст на град Скопје и Сдруженијето Љубезност, кои ќе патролираат исто така 24 часа. Сите заедно можеме да го спречиме палењето на огнови на отворено, а со тоа да ја подобриме и животната средина и амбиенталниот воздух. Но истовремено сме должни и да помогнеме на оние на кои што помошта им е најпотребна. Ги повикуваме граѓаните активно и совесно да се вклучат во борба и сите случаи на палење на огнови на отворено да ги пријават во новоотворениот кол центар на градот Скопје на телефонскиот број 193. Дежурните екипи ќе ги процесуираат сите пријави, односно огновите ќе бидат изгасени, а нашите сограѓани кои што ги палат овие огнови заради затоплување ќе бидат сместени во еден од згрижувачките центри на градот Скопје. На овој број, истакна Шилегов, ќе може да се пријави и горење на диви депонии и топилници на див отпад и додаде дека засега градот нема лоцирано такви објекти. Како што посочи Шилегов, ова е само една од мерките со кои треба да се влијае на намалувањето на загаденоста. Додаде дека ќе се преземаат и дополнителни мерки, но потребен е системски пристап во решавањето на проблемот и општествена одговорност. Мерните станици денеска покажаа енормно загадување во Скопје, особено во Центар и Карпош. Надлежните апелираат да не се излегува без потреба на отворено. Скопје и денеска е најзагадена општина во државата. Мерните единици денеска покажаа енормно загадување на PM10 честичките. Кај ректоратот 395 микрограми на метар кубен, Карпош 383, Центар 316, Лисиче 291 и Газибаба 261. PM10 честичките покажуваат известно надминување и во Куманово и во Велес. Во услови на висока загаденост на воздухот се препорачува излегување надвор само по потреба и избегнување подолга изложеност на отворено. Излегување без посебна потреба не им се препорачува, особено на малите деца, старите лица и бремените жени. Општина Карпош ќе се придружи кон иницијативата Скопје да прерасне во велоград. Градоначалникот на општината Стефан Богоев рече дека застапеноста на велосипедот е од големо значење, бидејќи со користење на велосипедот ќе влијаеме и врз намалување на загадувањето. Поголемата застапеност на велосипедот како алтернативно превозно средство е од примарно значење. Ова беше еден од заклучоците кои произлегува од денешната средба на градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев во пресрет на донесувањето на буџетот за 2018 година и континуираните средби и консултации кои секојдневно ги одржува со граѓанските здруженија со цел да се креира партиципативен буџет во интерес на сите карпошани. Денеска Богоев имаше работна
средба со представници од неформалната група на Точак, на која напомена дека општина Карпош од 2018 година започнува со субвенционирање при купувањето на велосипеди, со цел масовно користење на ова превозно средство од страна на граѓаните. Градоначалникот Богоев рече дека мора граѓаните да ги менуваат навиките, бидејќи со користење на велосипедот ќе влијаеме и врз намалувањето на загадувањето. На средбата се разговараше и за постоечката велосипедска инфраструктура, при што беше истакната потребата за подобрување и изградба на нови велопатеки кои ќе придонесат за поврзување на Карпош со другите населби во главниот град. Од суштинско значење е општина Карпош да се придружи кон иницијативата Скопје да прерасне во велоград. Тоа ќе се постигне со подобрување на велосипедската инфраструктура и сигнализација низ сервисните улици кои се под надлежност на општина Карпош и нејзино приклучување кон булеварите на градот. Во завршниот дел од средбата присутните изразија подготвеност да соработуваат и за зголемување на јавната свест кај најмладите карпошани преку советување и организирање на обуки во основните училишта за придобивките од користењето на велосипед. Општина Ѓорче Петров ќе санкционира депонирање и палење отпад во депонијата во Ново село. Како што информираат од општината, во наредниот период инспекцијски служби ќе вршат зачестени контроли. Инспекцијските служби на Ѓорче Петров ќе вршат зачестени контроли и санкционирање на прекршителите, поради тоа што во изминатите денови забележено е депонирање и палење отпад во депонијата во Ново село кај пречистителната станица, без овластување од страна на општината. Акцијата е во координација со припадници на Министерството за внатрешни работи. Истовремено оваа мерка се презема и заради енормното загадување во овој период од годината и поради ублажување на последиците од истото, соопшти општина Ѓорче Петров. Општината апелира на совесност од граѓаните и максимално почитување на законот за јавна чистота. Парични награди за граѓаните кои ќе пријават или достават каков било релевантен податок за откривање на луѓето кои фрлаат отров против кучињата во Скопје. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ информира дека дневно стигнуваат по 4 до 5 пријави за расфрлан отров на разни локации. Граѓаните да помогнат во откривањето на луѓето кои фрлаат отров против кучиња во Скопје, апелираат градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ и од полициската станица Центар. Како што информираше градоначалникот Богдановиќ, предвидени се и парични награди за граѓаните кои ќе пријават или достават каков било релевантен податок. Во општина Центар дневно стигнуваат по 4 до 5 пријави за расфрлан отров на разни локации. Ние можеме секојдневно да организираме и чистење и патроли и да искачаме адхок на терено и постојано, но да упатиме еден апел да ни се помогне и нас како општина и на полицијата за да пробаме да ги откриеме сторителите кои што по се изгледа дека се добро организирани за ова што се случува, бидејќи се случува во период навечер кога луѓето најчесто се дома и не можеме и ние како институции да ги затекнеме за да тоа може да го спречиме. Според градоначалникот Богдановиќ, од немилиот настан со Ротвајлерот во четвртокот вечерта се спроведуваат акции на одстранување отрови против кучиња, кај клубот на новинари во Капиштец, кај катната гаража Буњаковец, кај државна болница. Заменик командирот на полициската станица Центар Милислав Мијаличиќ повика сите кои чуваат миленици да ги штитат со поводник и маски како што предвидува Законот за благосостојба на животните. Значи апел би дал до сите кои чуваат своји миленичиња да се придржуваат спрема Законот за заштита на животни, значи со каишка, со корпа или маска како викат, за да не дојде до несакани последици. Општина Центар смета дека фрлањето отров против кучиња е организирана акција, а не на поединци, зашто, како што посочи градоначалникот, отров се фрла точно каде што живеат луѓе кои чуваат домашни миленичиња. Седма година поред општина Бутел ќе избира најубаво украсен двор по повод новогодишните и божикните празници. Како што информираат од општината, пријавите треба да се достават најдоцна до 27 декември,
а наградите ќе бидат доделени на 4 јануари идната година. Општина Бутел 7 година поред ќе избира најубаво украсен двор по повод новогодишните и божикните празници. Пријавите граѓаните може да ги достават на шалтерот 1 во архивата на Општина Бутел, на телефонските броеви на Општина Бутел, како и на мејл адресата. Во пријавите граѓаните треба да остават лични податоци, име и презиме, адреса и контакт телефон најдоцна до 27 декември. Потоа комисијата составена од повеќе членови од општинската администрација ќе ги посети пријавените, пошто ќе бидат избрани и прогласени трите најубаво украсени куќи и дворови, што ќе бидат наградени. Наградите за најубаво раскажаните новогодишни приказни се со помош на украси и светилки ќе бидат доделени на 4 јануари идната година. Хуманитарен настан на кој беа изложени слики изработени од деца од дневните центри од 8 општини. Во организација на Црвениот крст на град Скопје се одржа денеска во Македонскиот народен театар. Средствата собрани од продажбата на сликите ќе бидат наменети за поддршка и социјализација на лица со посебни потреби. Во организација на Црвениот крст на град Скопје, денеска во Македонскиот народен театар се одржа хуманитарен настан за поддршка и социјализација на лицата со посебни потреби. На настанот денеска беа изложени 80 слики изработени од децата од дневните центри од Дебар, Делчево, Кичево, Велес, Гостивар, Кавадарци, Прилеп и Скопје, кои се подготвени со поддршка на ликовни уметници во рамки на работилници организирани во изминатите 2 месеца. Проектните активности во дневните центри на Црвениот крст се имплементираат со цел подобрување на социјализацијата на децата и младите со посебни потреби и социјална инклузија на лицата со посебни потреби. Денешниот настан е хуманитарен базар, всушност завршен настан од оние сите проектни активности кои децата во дневните центри со поддршка на волонтерите на Црвениот крст во 8 града, Скопје и 7 во внатрешноста, ја искажуваат нивната креативност и денеска се изложени 80 дела изработени од децата со поддршка и вклученост на ликовни уметници. Средствата кои ќе бидат собрани од овој базар ќе бидат наменети за поддршка на проектните активности со цел да се подобри квалитетот на животот на децата со посебни потреби. Овие средства ќе ги ставиме за поддршка на програмата, на програмските активности. Всушност секоја година, така и следната година имаме направено план за акција, се реализираат креативни активности, едукативни активности, спортски, рекреативни, така да навистина ќе ни бидат добре дојдени и овие средства. Во Скопје денеска беше промовиран бугарско-македонски бизнис клуб. Клубот е основан како неформална организација која своите активности ќе ги насочи кон натамошно зајакнување и развој на економските односи помеѓу Македонија и Бугарија. Зајакнување и развој на економските односи, унапредување на бизнис релациите меѓу Македонија и Бугарија, како и постојано стимулирање на деловните и општествени иницијативи ќе бидат во фокусот на активностите на бугарско-македонскиот бизнис клуб, кој беше промовиран денеска во Скопје. На промоцијата на која присуствуваше и бугарска делегација предводена од потпредседателката на Бугарија Илијана Јотова, во чиј состав беа повеќе стопанственици, председателот на клубот Никола Попилиев истакна дека формирањето на ваков клуб следи по констатацијата дека во делот на економската соработка меѓу двете земји има големи празнини кои треба да се пополнат. Тој посочи дека клубот ќе олеснува комуникацијата меѓу деловните субјекти од двете држави и ќе придонесува со директна асистенција кон бизнисмените, а не со теоретски претпоставки како што се случуваше многу пати досега, кои не давале резултати. Во тој контекст најави формирање кластери, односно секции, соодветно на стопанските дејности. Осеќавме дека во тој сегмент на соработката меѓу Македонија и Бугарија има големи празнини кои треба да се дополнат. Го користиме позитивниот тренд на меѓусебните односи кои го поставија претходните политички гарнитури, актуелните премиери на Македонија и Бугарија, како и целокупното бугарско и македонско општество, да спомнеме само и верските заедници во последно време, и преценивме дека е момент да дадеме и ние еден допринос кон подобрување на нашите односи и во сегментот на
економската сфера. Затоа и го формиравме овој бизнис клуб. Тој има за цел да ги олеснува меѓусебните односи, меѓу деловните субјекти од двете држави, ќе придонесува на најразлични начини, директно, со директна асистенција кон бизнисмените, не со некои теоретски претпоставки, како што многу пати се случуваше до сега, без резултати. Според подпредседателот Владимир Владимиров од Бугарија, многу луѓе во Македонија и во Бугарија се зачудени кога ќе им бидат презентирани бројките од статистиката, дека Македонија е поголем бизнис партнер и поголем пазар за бугарските компании од Русија и Соединетите Американски држави. Веруваме дека бизнисмените и компаниите од двете страни на границата ќе искористат можноста што ја нуди клубот како олеснувач за поддршка на нивната дејност, рече Владимиров. Бугарско-македонскиот бизнис клуб е основан како непрофитна организација. Седиштето на клубот е во Скопје, а ќе има своја канцеларија и во Софија. На промоцијата беше подпишан меморандум за соработка меѓу Стопанската комора на Северозападна Македонија и Стопанската комора на Софија. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди по одделни котлини со појава на магла. Температурите ги гледаме во МТМ Метео. За крај имаме уште една информација. До 25 декември трае рокот за поднесување барање за финансиска поддршка на органско производство, како и за аплицирање за финансиска поддршка за произведени и продадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети и винско грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија. Според платежната агенција, барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на МТМ. Довидување.